Изградбата на експресниот пат Штип Радови се очекува да започне наскоро. Пред стартот на изградбата на новиот автопат потребно е да се решат имотно-правните работи со сопствениците на земјиштето од Штипското село Долани до Радовиш. За таа цел денес во Штип беше одржана првата јавна расправа за постапката на експроприација. Како ние ќе ги добиеме сите тие документи, целата таа документација ја доставуваме до Државното правобранителство. Во конкретниот случај тоа се однесува на Државното правобранителство во Штип. И тие се должни, значи, со целосната документација кога ќе ја имаат на увид да направат предлози за експроприација. Значи, во самиот предлог за експроприација е наведено сето она што е битно да се знае за катастарската парцела која што е предмет на експроприација. Автопатот ќе биде со две ленти од 3,5 километри и две ленти со ширина од 2 метри. Трасата на новиот автопат ќе се протега паралелно со стариот пат. На самата траса проектирани се 3 денивелирани патни јазли, и тоа кај Долани, кај спојот со патот за Неготино и кај Бучин. Со тоа се обезбедува врска на постојниот пат со експресниот, со ново проектираниот пат. Карактеристично е што од 7-миот километар до 27-миот километар е сосема нов пат, додека од 27-миот до 37-миот се проширува постојниот пат што сега е во употреба и до него се прави нов паралелен пат кој ќе биде како алтернатива. Финансиските средства во износ од 64 милиони евра се обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Со изградбата на овој автопат во голем дел ќе се модернизира патната инфраструктура во источниот дел. Исто така наскоро се очекува да започне изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани и од Кочани до Делчево.